ученици кои што сте околу 30 наградени, заедно со вашите наставници ќе бидете своевидни лидери во иднина доколку во вашите училишта забележите или има некоја најава за некое можно насилство или вандализам, малтретирање врз некој ученик, се надевам дека тоа ќе го спречите и дека ќе го одберете подобриот пат. Решавање на проблемите со толеранција, со комуникација, на тој начин, а не со насилство, кое што може да доведе до потешки последици. Пред се денеска ме често задоволство да учествувам на овие делување на награди на основните училишта од Кавадац и Росман и Готино. Превенцијата за мене е многу значителна работа и многу битен момент да можеме да спроведуваме, поготово во основните училишта, за тоа што тука ни потекнува целокупната подлога за понатомошен психофизички развој на децата и на они кои ще треба да наследат нас како идни генерации. Ја вака народски ќе ви кажам, и јас имам деца, мојот син е најголемиот 9 одделение, учи во Габертол Кавадаци, ева тука и директорката, и искрено да ви кажам, се ги зборуваме, нека би дава како совет да превенцијата при делот на насилство, без разлика какво е насилството, дали е како што во стиховито објаснувате вие, дали е психичко или физичко или во било кој поглед, да секогаш биде да се делува и да се зборува, да се разговара со учениците. Исто сакам да потенцирам, да нагласам дека меѓусетските општини, како што општина Росомон и општина Неготино, треба да имаме супер и прекрасна соработка, затоа што кога сме заедно и сплотени како општини регионално, можеме да направиме поголеми успеси. Сакам да благодарам и на господин Диме кој што активно учествува поголем дел од животот и периодот во овие вакви, ја би ги нарекол, комунитарни работи, превенција и насилство и во други делови преку Црвен крст кои се учествува, да ги следите добрите примери, да бидете добра генерација и со разбирање, и со знаење, и со пренесувањето на знаењето и добра соработка, пак ќе повторам, меѓу општински и меѓуградска, ќе имаме голем успех. Благодарам. Пред се ми е чест што сум денес тука, да честитам уште еднаш на сите наградени кои што земавте учество во оваа активност на Министерството за внатрешни работи. Ние како градоначалници и во изминатиот период и во наредниот кој што доаѓа сме тука пред се заедно со Министерството за внатрешни работи да даваме поддршка секогаш на превенцијата која е потребна навремено да ја сигнализира и да дава насоки за понатамошните дејања. Ние во изминатиот период, знаете, во Неготино, јас ќе спомнам само една немила случка, беше тоа во медиумите. Знаете како заврши, колку е тоа невкусно за едно, да кажем, општество кога млади деца пред се си изразуваат својот бес и гнев преку едни такви девијантни појави. Мене ми е стварно пријатно денеска овде со вас. Ви посакувам пред се, вие како млади да бидете двигатели и да творите во позитивен дух и секогаш овие појави кои што се девијантни навремено да ги укажувате и да ги преминирате. Ви честитам уште еднаш, честитки и до професорите и секој добро.